Уште едно убаво неделно утро и нови 30 минути со најновите содржини од урбаниот свет. Како и секогаш, така и овој пат се потрудивме, а што поточно подготвивме за вас, дознавате од краткиот преглед на денешното издание. Во новиот Урбан блок зборуваме на тема перфекционизам, зборуваме за осаменоста и зошто е корисно да конзумирате урми. Останете тука. По рекламите почнува новиот Урбан блок. Многумина од нас постојано се трудат да ги стават нештата под контрола, без оглед на тоа дали се наоѓаат дома или пак на работ. Постојано се трудат се да биде во совршена форма. Овој пат денешното издание го започнуваме на тема перфекционизам, а повеќе на оваа тема дознавате во следните неколку минути. Перфекционизмот станува се почест во наше време. Се поголем број луѓе се оддалечуваат од своето битие и суштинските потреби, додека трката за високи резултати, завиден статус и добри финансии станува се пожестока. Човек на кој се оди, кој е секогаш добро облечен, со внимателно одбрани зборови и забележителни успеси каде да се појави, знае да заведе со својата харизма, услужливост и совршеност на прв поглед. Веројатно ќе помислите дека се работи за личност со која грешките не одат, а можеби и вие посакувате таков живот. Сепак, реалноста е дека голем број луѓе, кои секогаш се на врвот на својата задача, се враќаат дома на крајот од денот со чувство на исцрпување и празно. Да, перфекционистите не секогаш лесно се препознаваат. Товарот што го носат е невидлив во туѓото друштво, каде култот на моќна личност успешно ги штити. Во култура каде што успехот се мери со резултати, продуктивност и постојано подобрување, перфекционизмот често се гледа како доблест. Се смета за доказ за одговорност, посветеност и високи стандарди. Сепак, искуството на многумина покажува дека желбата да бидеме најдобра верзија од себе често води до хронична напнатост, внатрешен притисок и длабока исцрпеност. Каде е линијата помеѓу здрава потрага по квалитет и моделот кој полека не оддалечува од нас самите? Зошто потребата се да биде совршено често нема врска со љубовта кон работата, туку со стравот од неуспех, отфрлање и губење на вредноста. На прв поглед, перфекционизмот изгледа како амбиција да се прават работите добро, одговорно и темелно. Меѓутоа, зад потребата се да биде совршено, често не стои љубовта кон редот и квалитетот, туку цела низа емоционални механизми кои помагаат да се издржи притисокот. Кога некој се стреми кон поголем успех, секој успех е јама без дно, што не исцрпува додека ја бараме и никогаш не ја наоѓаме. Перфекционистите сакаат да работат совршено, поради што им треба долго време за да го постигнат тоа, бидејќи најчесто работат бавно, детално и внимателно. Сакаат да бидат прецизни. Пред да ја представат својата работа, тие ја проверуваат неколку пати и можеме да се потпреме на нивната работа. Некогаш доцнат ги пробиваат роковите, бидејќи секогаш им треба повеќе време за приспособување и проверка. Во група тие имаат тенденција да ја чуваат работата за себе и тешко дека нешто им препуштаат на другите, затоа што сметаат дека другите нема да го направат тоа толку совршено. Вообичаено тоа се луѓе кои се проактивни при решавање на проблеми, како и во интеракција со други луѓе, туку полесно се справуваат во ситуации еден на еден, отколку со поголеми групи на луѓе. Перфекционизмот е недостижна цел која не може да се мери, но и многу повеќе од високи стандарди. Се развива рано, во околности кога било важно да не се прават грешки, да се исполнат очекувањата и да се биде совршена верзија на себе, за да се обезбеди сигурност и прифаќање. Во коренот на перфекционизмот лежи стравот од личен неуспех и ризикот од губење на вредноста во очите на другите. Не се поврзува со усовршување на задачите или нештата, туку со усовршување на себе си и прикривање на недостатоците и пропустите од околината. Тоа е линија поврзана со врските, бидејќи започнува со тоа што личноста мисли дека не е доволно привлечна и продуктивна, а кога околината ќе го открие тоа, повеќе нема да биде прифатена во нивните очи. Тоа не е само една мисла или однесување, туку врска во која бараме премногу од себе, или сме самокритични, но и со другите луѓе затоа што веруваме дека бараме перфекционизам еден од друг. Поради ова постои постојана внатрешна напнатост, проверка, размислување, одложување на одлуките и преиспитување на сопствените постапки, што на крајот доведува до голема исцрпеност. Постои хроничен замор, преосетливост на критики, тешкотии во уживањето во постигнатото
и постојано чувство дека тоа никогаш не е доволно. Перфекционизмот е еден од факторите на ризик за ментален и емоционален стрес, бидејќи ја вклучува ранливоста преку која перфекционистите го гледаат светот, што може да доведе до анксиозни нарушувања, депресија и загриженост за сликата на телото. Промената започнува со разбирање и прифаќање дека оваа шема некогаш била користена и не е единствениот начин да биде прифатен од некого. Постои здрав перфекционизам, кој подразбира напорна работа и давање максимум, но кој не навлегува во самокритика, туку во него наоѓа задоволство и исполнување. Развивањето внатрешна сигурност, дозволата за правење грешки и учењето како да останете во контакт со себе, дури и кога работите не се совршени, се процеси кои го ублажуваат стресот и го враќаат чувството на виталност. Постои голема разлика помеѓу желбата за успех и стремежот кон совршенство. Активниот перфекционизам е малку поблага варијанта која вклучува поставување големи цели и високи стандарди и многу работа на патот до успехот. Затоа оваа форма на перфекционизам може да биде до некаде позитивна и конструктивна, бидејќи води до одредена конкретизација и действување во однесувањето. Но се додека постои барање за совршенство, човекот не може сосема мирно да ужива во процесот и да си дозволи да прави грешки, односно да прифати дека во овој момент не може, а и не мора да направи подобро. Перфекционизмот не е доблест, да не дозволиме да не зароби. Вообичаено се вели дека цело е кога има се и дека секогаш нештата се подобри во друштво. Но што е со тоа кога сме осамени? Колку осаменоста влијае на нашето ментално и психичко здравје и како да се справите со сето тоа, ви откриваме во следните неколку минути. Пандемијата на COVID-19, како и модерниот начин на живот, предизвика уште поголема осаменост во современиот свет. Луѓето, особено на запад, понекогаш се чувствуваат толку осамено што се болни. Осаменоста може да биде многу штетна за менталното и физичкото здравје и е тесно поврзана со повисоки ризици од кардиоваскуларни проблеми и депресија, докажува и науката. Во некои случаи, осаменоста може да биде корисна. Секој треба понекогаш да биде сам, но понекогаш може да биде сериозен здравствен и социјален проблем. Например, лидерите на Берлин побараа во 2019 година да се назначи комесар за осаменост, бидејќи секое друго домаќинство во тој град има само еден член. Човекот е суштество на заедница и само во контакт со другите може да го развие својот потенцијал и да биде здрав. Затоа постојат оправдани сомнежи дека осамените луѓе често се физички болни. Човек го зајакнува својот имунитет во контакт со другите луѓе, па ако сте сами долго време, поголема е веројатноста да се разболите. Дел од објаснувањето лежи во фактот дека осаменоста може да активира некои хормони кои ќе го зголемат нивото на стрес и на тој начин ќе доведат до послаба реакција на телото на вируси и бактерии. Постои голема веројатност дека вашиот крвен притисок ќе се зголеми ако сте сами повеќе од 4 години. Научниците кои го проучувале овој проблем откриле дека во овие случаи зголемувањето на крвниот притисок нема никаква врска со возраста, полот, исхраната или генетската предиспозиција. Луѓето кои се сами имаат тенденција да вежбаат помалку. Експертите советуваат да останете во игра. Прошетајте со пријател, одете во теретана, учествувајте во некоја спортска активност. Одвојте најмалку 2,5 часа неделно за физички активности. Доколку имате здравствени проблеми, консултирајте се со лекар. Како што старееме, нашата способност да запомниме нешто или брзо да решиме проблем се намалува. Осаменоста само дополнително ја комплицира оваа ситуација. Според некои истражувања, поголема е веројатноста да заболите од Алцхајмерова болест доколку сте сами. Сепак, имајте на ум дека појавата на болеста е под влијание на многу фактори. Во секој случај, вежбајте го мозокот со учење странски јазик или меморија со песна. Без разлика на возраста, секогаш е мудро да се биде во контакт со луѓе. Навиката да запалите цигара кога сте сами е многу погрешна. Пушењето е тесно поврзано со диабетис, срцеви и белодробни заболувања и негативно влијае на секоја клетка во вашето тело. Ако посегнувате по цигара кога сте под стрес, задолжително консултирајте се со вашиот лекар за тоа како да се откажете од пушењето. Секој напор во оваа насока е исплатлив. Колку подолго сте сами, толку е поголема веројатноста да го оштетите вашето здравје. Дебелината, високиот крвен притисок, покачените масти во крвта се болести кои ја придружуваат осаменоста.
Меѓутоа, осаменоста најмногу му штети на менталното здравје. Ако сте осамени, можете да почнете да се чувствувате депресивно, дури потоа да се изолирате и да почнете да се чувствувате уште полошо. Ако имате некој од симптомите на депресија повеќе од 2 недели, побарајте помош. Некои од симптомите на депресија се чувство на безпомошност, губење на интерес за работа и ситници во кои уживате, недостаток на енергија, проблеми со спиењето. Некои луѓе имаат тенденција да јадат повеќе кога се сами. Нездравата храна обично е на менито. На овој начин можете да почнете да се чувствувате уште полошо и да добиете некои кардиоваскуларни болести. Доколку забележавте дека се дебелеете, може би е време да ги погледнете емоциите и да почнете да вежбате и да држите диета. Можно е повеќе да се вртите на една па на друга страна за да заспиете. Лошиот сон може да го наруши вашиот фокус во текот на денот и да ве направи нерасположени. Непроспиените ноќи може да предизвикаат диабетес, висок крвен притисок, депресија, дебелина. Самите луѓе имаат поголема веројатност да користат алкохол или дрога. Психоактивните супстанции обезбедуваат лажно чувство на спокој. Со текот на времето, злоупотребата на алкохол и дрога предизвикува сериозни оштетувања на телото, ве прави помалку продуктивни на работа и ги нарушува вашите односи со другите. Секој е различен. На некој им треба повеќе самотија, на некого помалку. Некои луѓе се поотворени, други се поповлечени. И сето тоа е нормално. Проблем е ако се чувствувате премногу оддалечени од другите луѓе, што ве спречува да воспоставите здрави контакти. Се разбира, можете да се чувствувате осамено дури и во голема група на луѓе. Обидете се да се поврзете со другите луѓе на вистински начин. Дали сте заинтересирани за шах, тенис, планинарење или бокс? Остварете контакти со луѓе кои имаат слични интереси. Кажете им како се чувствувате. Меѓутоа, доколку сметате дека сето тоа ви е многу тешко, може би е најдобро да се консултирате со стручно лице. Речиси секој понекогаш се чувствува осамено. Ако се обидувате да воспоставите односи со другите и повторно се чувствувате изолирано, ако сте депресивни, анксиозни, побарајте помош. Некој сигурно може да ви помогне да промените некои лоши навики и повторно да застанете на нозе. Урмите се уште и познати како божествено овошје кое датира уште од античко време. Па затоа сите придобивки од конзумирање на урми ви ги изнесуваме во следните неколку минути. Често ги поврзуваме со брз залак или природна замена за сладки, но нивната улога во исхраната оди многу подалеку од таа навика. Во различни култури, урмите со векови се сметаат за символ на енергија, издржливост и виталност. Причината лежи во нивниот богат нутритивен состав, кој на телото му дава чиста енергија, без нагли скокови и капки шеќер. Затоа урмите се идеални кога ни треба мало, но моќно засилување. Било за време на напорен ден, после тренинг или како здрава ужина. Освен што се природно сладки, урмите содржат и голем број корисни состојки кои влијаат на здравјето на целиот организам. Нивната предност е што лесно може да се комбинираат со друга храна, но и да се консумираат самостојно без дополнителна подготовка. Во продолжение ги истакнуваме најважните придобивки од урмите и причините зошто тие треба почесто да бидат на вашата чинија. Урмите се богати со природни шеќери како гликоза и фруктоза, кои ги прават одличен извор на брза, но стабилна енергија. За разлика од индустриските сладки, тие не го оптоваруваат организмот и не предизвикуваат нагли падови на енергија. Затоа се совршен избор пред или после физичка активност, но и во моменти кога ви е потребна ментална концентрација. Благодарение на нивната висока содржина на влакна, урмите имаат корисен ефект врз варењето и помагаат во одржување на здрава цревна флора. Редовното конзумирање може да придонесе за подобро варење, намалување на надоеноста и спречување на запек. Влакната на урмата делуваат и како храна за добрите бактерии во цревата, што дополнително го зајакнуваат целокупното здравје на организмот. Урмите се и природен извор на важни минерали како што се калиум, магнезиум и железо, кои играат клучна улога во функционирање на мускулите, срцето и нервниот систем. Покрај тоа тие содржат антиоксиданси кои помагаат во борбата против оксидативниот стрес и ги штитат клетките од оштетување. Токму оваа комбинација ги прави урмите одличен сојузник за долгорочно зачувување на здравјето. Урмите се исклучително богати со хранливи материи,
Тие содржат витамини од Б комплекс, вклучувајќи B1, B2, B3, B5, B6 и фолати, кои играат клучна улога во метаболизмот, производството на енергија и здравието на нервниот систем. Тие исто така обезбедуваат витамин А, кој е важен за здравието на очите и кожата, како и витамин К, кој го поддржува здравието на коските и коагулацијата на крвта. Кога станува збор за минералите, урмите се одличен извор на калиум, кој помага во одржување на рамнотежата на течности и крвниот притисок. Исто така содржат и магнезиум, кој е важен за функцијата на мускулите и нервниот систем, калциум за здравието на коските, железо за спречување на анемија, како и бакар и цинк, кои го поддржуваат имунитетот и здравието на кожата. Една од најголемите придобивки на урмите е нивната способност да ја задоволат потребата за сладки, без додаден шеќер и вештачки состојки. Може да се користат како засладувач во здрави десерти, смути или енергетски барови, но и како независна закуска. На овој начин помагаат да се намали внесот на преработени шеќери, без да се чувствувате лишени од тоа. Урмите се исклучително разновидни и можат да се користат на многу различни начини во секојдневната исхрана. Без разлика дали сакате да ги конзумирате како ужина, да ги користите во подготовка на оброци или како природен засладувач, урмите се одличен избор за секој што сака да ја подобри својата исхрана на здрав начин. Урмите се совршена здрава ужина за јадење помеѓу главните оброци. Поради нивната природна сладост и содржината на влакната, тие брзо ја задоволуваат гладта и обезбедуваат долготраен извор на енергија. Во комбинација со јаткасти плодови како бадеми или ореви, тие прават врамнотежена закуска која е богата со здрави масти, влакна и протеини. Урмите се разновидна состојка која можете да ја користите во различни јадења. Додадете ги во смути за природна сладост и дополнителна енергија, во овесна каша, за богат со влакна или во салати како извор на природен засладувач. Урмите се одлични и при подготовка на јадења од зеленчук, како печен сладок компир или чорба од зеленчук, бидејќи додаваат природна сладка нота. Урмите се добар извор на енергија и хранливи материи, но поради високата содржина на природни шеќери се препорачува внесување до 3 урми дневно. Овој внес помага во раст и развој без прекумерен внес на калории. За возрастните, 4 до 6 урми дневно е оптимална количина која ги обезбедува сите хранливи материи, кои ги содржат урмите, при тоа одржувајќи врамнотежена исхрана. Ова е идеално за зголемување на нивото на енергија и задоволување на желбата за сладко без претерување. Бремените жени и спортистите може да конзумираат до 8 урми дневно, бидејќи имаат поголеми потреби за енергија и хранливи материи. Урмите можат да помогнат во одржување на енергија во текот на цел ден, како и да обезбедат есенцијални минерали како што се железо и калиум. Доколку сакате да ја зачувате свежината и хранливите својства на урмите, важно е да ги знаете правилните услови за нивно чување. Свежите и сувите урми имаат различни потреби за складирање, а правилно складирање може да го продолжи нивниот рок на траење и да ги зачува нивните вкус и хранлива вредност. Без разлика дали имате свежи или суви урми, следете ги советите и ќе ви помогнеме да ги одржите во најдобар ред. Велат дека што еднаш ќе ги пробате холандските стоп вафли, никогаш повеќе нема да посакате да пробате друг тип на вафли. Овој неодолив десерт за многумина представува врв на кулинарските деликатеси, а посетата на Холандија не може да пројде без дегустација на еден од најпознатите рецепти. Секако ако немате можност да ја посетите Холандија, тогаш можете сами да си ги направите овие вкусни вафли и да ја доближите холандската кујна поблиску до вашиот дом. Потребни состојки за подготовка на овој десерт се: 500 грама брашно, 250 грама стопен путер, 150 грама шеќер, 2 кесички сув квасец, 60 мл топло млеко, 1 јајце, половина шолја мед, 200 грама кафеав шеќер, 50 грама путер и 1 лажичка цимет. А еве и како треба да го подготвите. Во голем пластичен сад помешајте ги брашното, стопениот путер, сувиот квасец, шеќерот, млекото и јајцето. Кога тестото ќе стане прегусто за мешање, ставете ја смесата на рамна површина и продолжете да го месите тестото.
Оставете го настрана да отстои 45 минути. За тоа време вие можете да го подготвувате филот. Во мало тенџере загрејте го медот и кафениот шекер, 50 грама путер и циметот. На средна температура полека загревајте ја смесата и кога состојките ќе се соединат, тргнете го тенџерето од оган и оставете да се излади смесата. Во апарат за вафли или тостер со калапи ставете го тестото и печете додека не добие златно-жолтеникава боја. Потребни ќе ви бидат од прилика 20 на минути. Извадете ги од тостерот и премачкајте ги со филот. Оставете ги малку да се оладат и уживајте во нив. Добар апетит! Тука го завршуваме нашето денешно 30-минутно дружење и верувам дека и овој пат останавте со нас до самиот крај, но доколку не пропуштивте, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Ние се гледаме повторно следната недела на исто место во исто време.